Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова, овој пат од областа на културата. На мое се надевам и на ваше огромно задоволство. Поводот е 29 април, светскиот ден на танцот. Имам во студиото две гостинки, две дами со кои што ќе зборуваме за изведувачките уметности. Ќе го завртиме вниманието секако кон сето она што би можело да ве интересира и сето она што е значајно да го споменеме од областа на изведувачките уметности кај нас. Би ја почнала оваа емисија со првата реченица од пораката која што ја испраќа по повод меѓународниот ден на танцот Триша Браун, која што годинава американка, која што годинава ја испраќа оваа порака. Станав танчер поради мојата желба да летам. Колку танчерите можат да летаат, всушност ќе биде предмет на дискусија во следните 1 час со моите две гостинки. Сонја Здравковска-Джапаровска, балетски педагог. Добре дојдовте, и Олга Панго, директорот на Македонскиот балет. Ви посакувам пријатно да се чувствувате во студиото. Знам дека ќе имаме интересен разговор, знам дека ви е предизвик и на двете. Прв пат сте овде, така што се надевам дека нема да биде последен, ќе ви биде многу пријатно. Сигурно. Ти благодариме за поканата. Да почнеме со тоа што го порачува Триша Браун во својата порака по повод меѓународниот ден на танцот. Станав танчер поради мојата желба да летам. Колку танчерите се чувствуваат дека летаат или дека можат да полетаат? Тоа е ексклузивноста во нашата професија. Ние имаме можност да се подкачиме уште едно 15 на сантиметри над земјата со повеќе од другите, нашите шпицпатики, со тоа што го имаме. Имаме можност да скокаме во воздух, да бидеме во рацете на партнерот, и тоа е можеби моментот што сака да го каже Триша Браун, значи станав танчер заради заради тоа што сакав да летам. Значи има нешто што во балетот навистина те наведува како да си над другите, не во смисол надменост на другите, него тоа чувство на летање и убавината да се танцува. Можеме да ја прочитаме пораката? Да, јас би ја прочитала, нели, по повод денеска е светски ден на танцот. Само сакам да кажам дека овој ден почнал да се одбележува од 1982 година и е одбран точно 29 април поради раѓањето на нашиот најголем реформатор на балетот, тоа е Жан-Жорж Новер, кој што го реформирал балетот, кој што го направил таков каков што личи денеска, и ние го славиме неговото раѓање со 29 април. Јас би ја прочитала пораката на Триша Браун, која што била танчер, кореограф и голем уметник од САД, и која што на голема жалост нели ја напиша пораката за оваа година и таа почина на 18 март годинава, така да ете ни остави дел од себе си, да кажам. Значи Триша Браун. Станав танчер поради мојата желба да летам. Надминувањето на гравитацијата е нешто што од секогаш ме придвижувало. Нема некое тајно значење во моите танци. Тие се спиритуална вежба во физичка форма. Танцот комуницира и го шири универзалниот јазик на комуникација, раѓајки радост, убавина и напредок на човековото знаење. Танцот е креативност, кој се повторува во размислувањето, во правењето, во создавањето и во изведувањето. Нашите тела се алатка за изразување, а не медиум за представување. Оваа идеја ја ослободува нашата креативност, што е суштинска лекција и дар на создавањето уметност. Животот на еден уметник не замира со годините како што веруваат некои критичари. Танцот е сочинет од луѓе и идеи. Како публика можете да понесете дома креативен импулс и да го примените во секојдневниот живот. Значи тоа е пораката што Триша Браун, светската порака која што е напишана, значи оваа се шири во целиот свет, сите кои што го чествуваат танцот денеска. Така. Пред да слушнаме и македонската порака за светскиот ден на танцот, меѓународниот ден на танцот, она што би сакала да го прокоментираме, Сонја, е како вие лично ја доживувате пораката. Споменавме дека 29 април токму е роден денот всушност на креаторот на модерниот балет Новер. Сите во светот кои што на некој начин живеат со или од танцот го доживуваат како ден кога треба да се оддаде почит на танцот и на неговата универзалност во преминување на сите политички, културни и етнички бариери. Која е најубавата страна на танцот?
Танцот има многу убави страни. Мала дигресија ќе направам, да, ова е роденденот на Жан-Жорж Новер, кој живееше во 18 век, кој ни остави една книга која можеме да ја мериме со Аристотеловата поетика. За тоа како треба да се сочинува еден балет, кои треба да бидат неговите етапи. Меѓутоа, дозволете ми да го проблематизирам на некој начин овој датум, бидејќи Новер во таа своја книга, која е напишана во форма на писма, 15 писма, го промовира така наречениот дејствен танц. Значи, тоа е во одредена фаза на балетската историја, каде што тој се приближува до некоја пантомимна форма. Јас секогаш сум си го поставувала ова прашање. Ние имаме уште еден гениален кореограф, кој навистина ни остави едно такво светско наследство културно, кое до денеска ние го користиме, а тоа е Мариус Петипа. Јас навистина се прашувам зошто меѓу овие двајца големи луѓе, мислам навистина двајцата се големи, имено предноста му се даде на Новер. Веројатно заради тоа што он оставил... Предходник, предпоставувам. Да, и оставил некаков теоретски спис зад себе. Меѓутоа, ние навистина имаме многу светли точки во развојот на балетската историја. Танцот е една позитивна енергија. Танцот е јазик кој е универзален и кој не сплотува. Дефинитивно, мислам, преку танцовата уметност ние можеме да ја почувствуваме хармонијата на обстојувањето. Надминувањето на сите бариери, не само преку танцот, преку сите уметнички форми се случуваат. И дозволете ми да го парафразирам ставот на Достоевски, кој вели убавината ќе го спаси светот. Може би уметноста нема да го спаси светот, меѓутоа ќе го направи подобро место за живење секако. Сигурно. И треба во секој случај, мислам, не само на овој ден да се одбележува танцот, туку танцот треба да ни биде сопатник секојдневно. Секој од нас во моменти на радост започнува да танцува. Тоа некако природно и исконски ни е заложено во нашата природа. Секој од нас после една одгледана представа, независно дали е тоа класичен балет, современ танц или модерна представа, се чувствува исполнето и возвишено на некој начин. Така да танцот е една работа која не следи низ целиот живот. Како секако е јасно зашто сте го избрале танцот како професија, па јасно е веројатно како го доживувате, нема потреба многу тука да навлегуваме во детали, меѓутоа кој е вашето лично чувство? Како треба останатиот народ кој што не се занимава професионално со танцот, како треба да го поима, како треба да го свати? Зборуваме за нешто кое што дел од секојдневието, кога сакаме да се растовариме од сите проблеми од секојдневието, едноставно излегуваме да танцуваме. Најубавите моменти, матурски вечери, венчавки и сите тие се поврзано со поврзани со танцување. Значи едно дете кој што не знае да зборува, значи тоа се знае да со танцува, гестови и со мимика, значи тоа е дел од танцот. Значи како да ви кажам, во првобитното општество ние имаме форма на танц. Така да танцот е можеби најстариот израз на комуникација меѓу луѓето. Така. Она што ние, например, како performing arts, да кажам, пошто балетот, односно танцот е изведувачка уметност, тоа што сакаме да го пренесеме на публиката е комуникација. Значи, ние правиме комуникација со нашето тело и нашата душа, како што кажува Триша Браун. Значи, тоа што го правиме ние не е само една физичка манифестација. Значи, секако има многу духовност во себе, нели, за тоа и балетот и танцот е дел од уметноста. А уметноста, јас би се надополнила со Сонја, јас мислам дека уметноста ќе го спаси светот. Затоа што знаеш како, сонот на една нација е онолку голем колку што се големи уметниците, а сонот е сонуван од уметниците, тоа го кажал исто еден филозоф што се викала Фејтрон Хабард. И јас мислам дека нашиот сон е најголем и ние сме тие што, како да кажам, со една убавина можеме да ги покриеме неубавите страни на животот, пошто ние се бавиме со убавина, со висока естетика, каде што можеме така една посветла
точка на луѓето да им дадеме на гледиште. Например, верувам дека секој кога ќе дојде во театар да гледа танц, да гледа балет, тој доаѓа да се одмори, доаѓа да гледа убавина. Така да сметам дека им го покриваме на луѓето оној, како да кажам, дел од нивното слободно време ги расположуваме и им даваме една убавина, која што треба да е примат од нас на начин на комуникација. Од друга страна морам да се дополнам на колешката Олга. Од друга страна, мислам, тоа е убавината на танцот што има диверзитети во себе. Класичниот балет е апсолутно една врвна хармонија на телото и на духот. И вие кога одите да гледате една балетска представа, уствари тоа е и премисата на класичниот балет. Вие не гледате напор, вие гледате само убавина, а за таа убавина стојат часови и часови тешка напорна работа. Меѓутоа, тој момент гледачот не го гледа, се препушта на убавината и ужива. Од друга страна, Теодор Адорно, например, еден голем германски естетичар на музиката, велеше дека всушност времето на уметничкото дело, односно неговата отвореност е поврзана со моментумот општествен. И тој велеше во 30 години дека ние не треба хармонија да покажуваме секогаш, дека треба да ја покажеме и лошата страна. И сега делот, кореографите, особено современите, се бават со прикажување на некои аспекти на животот кои не се толку префинети. Значи, спектарот кој го нуди танцот и можностите е исклучително голем и богат. Така да и поради тоа танцот е провокативен за новите генерации кои доаѓаат. Ние не сме затворени во единствен систем кој е класичен балет, кој е доминантен, базичен, основа на се. Туку се дисперзираме и во други сфери. И тоа е убавината, сушност. Значи, таа танцот, многу кореографи нели си имаат свој автохтон јазик со кој што се изразуваат, да кажам што ако без разлика што фундаментот можеби е класика, меѓутоа се изразуваат со најразлични форми и на вистина имаат огромни филозофски осврти во своите представи, да кажам, зимаат стварно, можеби обработуваат многу посериозни теми како што вика Сонја. Тоа воопшто не мора да биде така сјајно, да кажам, како што изгледа во класичниот балет, меѓутоа така е. Спектарот е многу широк на танцот и е на вистина една професија која што нуди секакви сатисфакција. Нуди сатисфакција и ти нуди да се изразиш онака како што сакаш, мислам. Изразот може да биде точно чувството во моментот што го имаш. Значи, не само во класичниот балет се знае, стварно тоа е една хармонија, кај што мора да биде така еден баланс кој што мора да се постигне и тоа ние го сочувуваме да остане така како што било поставено од големите кореографи. Меѓутоа, современиот, модерниот кажуваат нешто друго. Дали една од најдобрите, така да се изразам, страни на танцот е тоа што ги надминува конкретно јазичните бариери. Малку е поинаку од театарот, од драмата, малку е поинаку од филмот, каде што не ви е потребен превод за да го разберете она што го говорат уметниците кои што се на една сцена. Станува ли збор за нешто навистина по-универзално? Еве, јас ќе се навратам на една порака, ќе ја парафразирам. Една од првите пораки по повод денот на танцот на Маја Плисецка. Во пораката вака стоеше, на почетокот не беше зборот, туку беше движењето, нели, фраза од Библијата извлечена. И навистина, ако за да говорите на еден јазик, ви треба познавање на кодот на тој јазик, тоест граматиката и лексиката. За да говорите со јазикот на танцот, апсолутно не ви треба код, бидејќи кодот е универзален, бидејќи ние сите го разбираме. Земите една најбанална ситуација кога ние се наоѓаме некаде каде што не го познаваме јазикот. Ние автоматски, мислам, без многу размислување, почнуваме да гестикулираме. Тоа е дел од нашата природа. И ние едноставно го наоѓаме кодот на таа комуникација. Танцот е само едно проширување и дополнување на тој генетски код кој ние го носиме. Така да, универзалноста, мислам, како и на музиката, не треба да се елаборира, таа веќе е докажана низ безброј ситуации. Тоа што музиката е многу екзактна, а танцот не мора да биде. Така.
Сем класичниот. Да. Тоа се предностите и разликите. Да. Предлагам овде да јас ќе ја прочитам пораката која што Искра Шукарова ја испраќа. Секако имаме дозвола нели и ние преку нашиот медиум да ја расшириме. Искра за жал не можеше поради патување да биде овде со нас во студиото да се дружи на светскиот ден на танцот. Танцот трасира патеки, го материализира замисленото движење, се заигрува во просторот, така осознавајки се. Ја исчистува формата одвнатре и ја манифестира кон надвор. Ја споделува со околината. На тој начин танцот го изразува движењето што лежи во длабочините. Токму она за кое што и сега зборувавме, нели? Така. Научените танцови системи се ставени во служба на немирното тело кое едва и чека да биде скротено. Заигрување, движење, следи радост, ослободување, танцување. Играта тлее во нас, разоткривајќи работи кои дури и самите не си ги знаеме. Конечно, и покрај танцовите системи и манифестации останува соголеното тело, се разоткрива со сите своји несовршености и ранливости. Моќта и кршливоста на телото фасцинираат. Додека публиката е сведок на движењата на танчерот, продирајќи во неговата душа, ги согледува неговите доблести и слабости. Танцот како медиум не разоткрива, соголувајќи не пред самите себе. И така до бесконечност. Трагите на танчерот и танцот кои сме ги посведочиле остануваат исцртани во нас. За секогаш ова уште еднаш ќе повтораме македонската порака испратена од нашата Искра Шукарова. Претходно ја слушнавме и меѓународната порака испратена по повод светскиот ден на танцот. Накратко да ја прокоментираме пораката на Искра Шукарова, како ви лично ја доживувате, потоа ќе направиме една кратка пауза. Искра си има зборува за искреност, зборува за соголување, нели? Секако, да. Мислам, Искра е кореограф, она доста време се бави, нели, си има свој израз со време на кореографија и она точно го кажува тоа што го чувствува и што сака да го представи, нели, преку своето тело, преку своите кореографии, преку тоа што го пренесува, нели, таа исто професор за современ танци на факултетот за балет, така да тоа е многу е интимно прашањето ние како го чувствуваме тоа, особено ако се бавиш со кореографија. Значи секој многу интимно го доживува танцот. Значи некој има поголеми драматуршки моменти, некој повеќе во себе си го чувствува тоа, го прави преку движењето, некој преку пантомима, така да многу навистина она доста си го кажала тоа, нели, тоа што е нејзино интимно, што е внатрешно, што сака да го пренесе на луѓето, на публиката, на љубителите на танцот. Во однос на моментот на соголување, апсолутно мислам секој кореограф кога застанува пред публиката мора да се соголи. Во однос на својот концепт, замисла, естетика, поетика и така натаму. Меѓутоа не е само соголување, тоа е некаква надоградба на самата личност, некаква комуникација сам со себе, поставување на прашање и добивање на одговор. Така да тоа е еден цел креативен систем кој конечно резултира со излегување на играчите пред публиката и комуникација која се одвива на таа линија подоцна. Значи почнува од една замисла кога ние се прашуваме како да го осмислам ова парче и што сакам да кажам, а потоа продолжува во еден дисперзиран систем на комуникацијски шеми, би рекла. Ќе направиме овде кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите и се враќаме видно со разговор. Раководител на балетот во Македонска опера и балет, ние секако се трудиме, нели, тоа да сме што повеќе застапени. Така. Балансот меѓу операта и балетот секогаш мора да постои, например, толку оперски представи, толку балетски представи, да се надополнуваме едни со други, тука е секако и театарот, мислам, кој што целата работа. Така да, политиката од тој аспект, балетот ја секогаш, мислам, се држи на страна. Ние сме, знаете како, балетот во Македонија е единствен, да речам, национална куќа што имаме. Секако, нели, постои и современа сцена што ја води Рисима Рисимкин. Меѓутоа, како професионална куќа, единствени сме кои што можеме да понудиме и да дадеме на публиката тоа што го сака. И јас се трудам до максимум да можеме да сме застапени што повеќе да не има на сцената. Тоа значи да имаме доволен број на класичен репертоар, доволен број на модерни представи и секако, мислам, едукативниот дел кој што го дава и балетското школо, а и факултетот за балетска уметност.
Така да, значи се бориме некако со репертоарната политика, да можеме да се наметнеме нели културно и во културната политика на оваа сфера на танцот. Така. Ако ги опфатиме секако нели институционалната, меѓутоа од друга страна и независната сцена, кој е генералниот впечаток кој што ја остават конкретно танцовата? Јас нели ги споменав изведувачките уметности, меѓутоа сепак нели акцентот јасно е дека го ставаме во овој разговор на танцот. Го славиме танцот, да. Да, токму така. Јас Кој е генералниот впечаток? Значи и покрај тоа што сум ангажирана во практичниот дел и во балетското училиште и на факултетот за музичка уметност, сепак теоретски се обидувам да ги фиксирам сите состојби и придвижување. И ќе се вратам малце наназад. Во периодот на осамостојување на Македонија, во Националната куќа, во МНАТА, се појави една тенденција за актуализирање на тој современ израз, кој беше некако на маргините во периодот на Социјалистичка федеративна република Југославија. И постепено, тоа беше некаков импулс, иницијална каписла, да речам, за формирање на таа независна сцена, за поздравување што МОП се уште отстапува простори на големата и на малата сцена за овој тип на представи, со модерна стилистика, алтернативни, мислам, апсолутно се труди да има некаков сооднос меѓу сите видови на тие представи. Меѓу другото, ја би ја дополнила Оле, тука се и детските представи кои се исклучително, мислам, јас тоа го испуштив, да. Важни. Важни и се имаат секогаш публика, секогаш се одлично прифатени и се фаза која ги подготвува децата за нешто понатаму како повозрасни. Им го доближува танцот како форма, да им е јасно, например, дека една приказна или една лектира што имаат они, значи ние можеме да ја представиме преку игра, така да во однос на независната танцова сцена, да, тука е танцовиот истражувачки центар на Рисима Рисинкин, како и Локомотива, во која Билјана Тануровска, Ќулавсковски и Искра Шукаров се заангажирани. И тие два центри развиваат по мене различен тип на танцова естетика и е од исклучително значење, мислам, овие центри да бидат поддржани. Не секогаш поддршката значи материјална поддршка. Мислам, не секогаш сите проекти треба да бидат на грбот на Министерството за култура. Апсолутно не во таа смисла. Меѓутоа, во однос на простор, во однос на логистика, во однос на ангажирање на професионален кадар кој е дел од МОП. Така што мислам дека во моментот треба да се даде дополнителен импулс на оваа независна сцена која се појавува спорадично. Се појавуваат фестивали има, двата центри организираат, меѓутоа нема никаков континуитет во однос на останатиот период од годината. А младата публика мислам дека е заинтересирана имено за овој тип. Тоа е едноставно одраз на времето и просторот во кој живееме. Така да во однос на културната политика тоа е одлично е што пред 7 години се отвори катедра за балетска педагогија на факултетот за музичка уметност која продуцира педагози во областа на класичниот и современиот танц, така да таа вертикала веќе ја пополнивме. Што значи дека сите елементи некако се дојдени во некаква нормала или на некаква позитивна позиција од кој понатаму ќе се доразвиваат во секој случај. Во одговорите на ова прашање начнавме многу теми за кои што во продолжение ќе сакам да поразговараме, нели за ја споменавте катедрата за образованието, за новите кадри, за финансирањето проекти на одјањето сцени, соработки и сето тоа, меѓутоа еве да почнеме со публиката. Кој е впечатокот? Дали има доволно публика од една страна, од друга страна дали со тоа што навистина инсистирате да има што повеќе представи на репертоарот кои што ќе го понудат танцот како форма. Дали веќе се едуцира некоја публика? Јас мислам дека да. Значи во последниве години навистина можам да кажам дека публиката е вратена во македонската опера и балет. Јас конкретно ќе зборувам сега за балетот, ние имаме прекрасна балетска публика.
од најмладата па се допустили, мислам, некоја млада генерација и нормално луѓе кои што со години нели го следат балетот како форма. Јас можам да кажам, ние имавме премиера во ноември месец, 25 години од уметничката дејност на нашата прима балерина Александра Мјалкова. И јас мислам дека направивме представа, до година е 70 години од постоење на македонскиот балет, најголема од типот на бројност и од типот на најспектакуларна, да кажам. Беше една огромна представа со која што јас искрено, да ви кажам, се плашев на почетокот, бев така воздржана. Јас се плашев кога го најавивте сето тоа. Беше многу ново. Нова музика, сценаријето, добро, Клеопатра е една вечна тема, да кажам, и така натаму. Меѓутоа, многу се плашев и од продукцијски аспекти секако, но ја избуткавме и Клеопатра до сега одела 10 пати, значи за овој период, и салонот бил преполн. Преполн. Значи секогаш се бара карта повеќе за да се види представата. Имавте и гостувања, ако не Имавме грешам, гостување, успеавме да ја однесеме до Битола, нели со Како успеавте да се сместите на таа сцена која што е помала? Со магија. Секако ја адаптиравме представата. Ја адаптиравме представата, тоа мораше да се случи. Меѓутоа, навистина со помош на директорот на Домот за култура во Битола, кој што навистина покажа, мислам, едно големо срце и разбирање за целата работа, тој не покани нели да бидеме. И таму беше преполно, мислам, Домот за култура, јас мислам дека има повеќе од 800 седишта. Беше, многу бевме убаво прифатени и мислам, тоа е поодност да кажам, Клеопатра не е класична представа, мислам, тоа е некоја форма, да кажам, некој современ израз, некоја неокласика, што, например, еве на публиката е многу интересна од сценски аспект, од аспект на сензација, да кажам. Исто така можам да кажам дека класичните представи на вистина се исто доста застапени со публика, мислам, Лебедово езеро секогаш е полно. Можам да кажам, нажалост, нели, Дон Кихот сега не се одржа, нели, поради настанати ситуации, меѓутоа исто беше доста, можеби беа 500 луѓе во публика и мене ми е навистина жал, мислам, за публиката. Јас и се извинив на пресконференцијата која имавме за мајски оперски вечери, бидејќи публиката е таа што доаѓа навистина да не види и таа што ни дава поддршка за се. Крајно ние продуктот мора да го дадеме на публиката. Мислам, џабе се мачиме во салата балетска, мислам, тоа навистина, за да обновите една представа се 3 до 4 недели, а камоли да ја создадете, големи маки се. И ако продуктот не го даеме на публиката, мислам, џабе работиме. Ние работиме за таа публика. Практично и за тоа што сакаме да го покажаме. Модерните представи исто ни се супер покриени, мислам, тоа се со помлада публика и така натаму. Јас гледам репертоарски во годината да имам една класична представа, една модерна представа. И исто можам да кажам дека на 5 април имавме премиера Вечер на Бурнонвил, тоа исто еден голем дански кореограф, кој што се поставува на секаде во светот. Ние имавме можност, мислам, точно изворно да ни биде принесен од господинот Френк Андерсен, кој што баш доаѓа од данскиот кралски балет. Така да, мислам, се трудиме стиловите да се, значи, за различен тип на публика и да ја собереме публиката секогаш во македонското опера и балет. Прашањето го поставив токму поради тоа, секако во продолжение би сакала и Сонја тука вие да се надоврзате. Го поставив бидејќи живееме во време кога интернетот можеби ги урива сите останати нешта. Зборуваме за нешто што возможува да гледате најновата серија на интернет, филм, нели? Да, имавме ние еден слоган "Чувството во живо". Значи, ние така ни играме во живо и свириме во живо. Така да не може тоа што ќе го видиш на интернет да ти е... Не се споредува тоа. Не, апсолутно добро е што живееме во информатичко општество и што информациите ни се достапни многу лесно. И што можеме да споредиме до каде сме и ако сакаме со еден клик можеме да погледнеме представа во Ковен Гарден или во Метрополитен. Тоа е одлична можност. Меѓутоа, моментот што спомна Оле на следење на представата во живо, на чувствување на мирисот на калафониумот кој го користат за да не им се лизга балетските играчи, па дури и оние несовршености во изведбата на виолинистот, сето тоа создава некаков општ впечаток.
Вие со екранот компјутерски не можете комуникација да остварите, бидејќи се работи за, мислам, за друг вид на медиум. Така да живиот контакт е нешто што е посебно и тоа не може никако да биде заменето со интернетот. Интернетот и овие сите нови технологии јас го гледам во еден друг смер. Како начин да се промовира, да се изрекламира продуктот, да се стигне побрзо до младата популација, сите користат социјални медиуми, така да многу е полесно да се искомуницира на тој начин. Маркетингот е од пресудно значење. Значи, Клеопатра имаше одличен маркетинг. Тоа треба да се случува и со сите останати представи. Значи, беше билборди по градот, беа поставувани, реклама одеше на телевизии, на интернет се пушта, имаше интервјуа со кореограф, со изведувачи. Така да, не е само работата, вие може прекрасен продукт да создадете, меѓутоа ако е не изрекламиран доволно и ако не стигне до последниот конзумент, треба да се изборите да привлечете публиката едноставно, едноставно, нели? Публиката, да, секако, немате тоа ефект. многу е, да, многу битен момент е, сакав да надополнам, значи не само интернетот, ако знаете во последно време и Синеплекс ова што ги емитува, значи од светските куќи и балети и опери. Јас сум имала можност 2 балета да гледам тука кај нас во Синеплекс, да. Едниот беше Лебедово езеро на Марински театар, а другиот беше Легенда за љубовта на Большој театар од Москва. Значи, нели ги гледаш сите тие големи звезди кои што играат, тоа е исто во живо, меѓутоа ние го гледаме нели на филмско платно, никако не може да биде исто. Не, самиот избор. избор. Не може да вие, кога седите во салонот и гледате, вие правите избор кого ќе го гледате. Значи, кој ќе биде во вашата сфера на интерес. Може би мене во моментот ме интересира како ќе се придвижи дел од ансамблот. А овде веќе ви се прави изборот. Тоа е веќе монтажа, филмски подготвена верзија која вие мора да исконзумирате во онаа форма во која ви е понудена. Така да, мислам, има разлики и апсолутно незаменливи се едниот со другиот мене. Затоа операта и балетот за нешто што на вистина се следат во живо. Сето дека го и драмата тоа секако, во живо, меѓутоа операта и балетот се ги издвојувам затоа што е нешто што ако не седнаш, мислам, карчи како публика да го чуеш или да го видиш, мислам, не е тоа што треба да биде. Така. Сето дека го имате она што е пренесено во вашиот слоган чувството во живо, веројатно не треба да се грижите за публика, нели? Предпоставувам. Да позборуваме за младата публика. Како младата публика, значи зборуваме за деца кои што првпат се соочуваат со изведувачките уметности, со танцот и да позборуваме понатаму за младите кои што едноставно вниманието им е, така да се изразам, раштркано на толку многу нешта, едноставно треба да им понудите нешто што навистина ќе ги воодушеви. Каков е впечатокот од аспект на раководител на балетот? Конкретно во однос на младата публика? Во однос на младата публика мислите на децата, така? Така. Значи, ние поголемиот дел од детските представи, ние имаме доста детски представи на репертоар. Снежани, Седумте чуџиња, Докторов боли, Петар Пан, Трите прасиња. Значи, по принцип, тие представи се организирани. Так. Што значи? Тоа значи дека, например, едно училиште доаѓа или повеќе училишта се организирани и доаѓа, значи, тоа е веќе во образовниот систем влезено, дека децата треба да дојдат и да ја гледаат представата. Представите се толку колоритни, интересни, толку лесно восприемливи, да кажам, така да ние од таа публика имаме најголем фидбек, би рекла. Значи, тие аплаудираат на било што, реагираат, например, кога Снежана треба го гризне или да не го гризне јаболкото. Кога излезат џуџињата, јас да ви кажам, мислам, дури играв неколку џуџиња, да речам. Јас уживав да ја играм таа представа само заради децата. Значи, кога ќе се појавевме на сцена и до ден денеска, тие викаат, урликаат по нас, толку, мислам, значи, дојдоа вистинските јунаци на сцената. Така да, децата се една прекрасна публика и ние треба многу... Искрена, не? Да, искрена публика, која што, нели, без присметка се тие. Значи, ако им се допаѓа, ако не им се допаѓа, ќе зеваат и ќе прават не знам што. Така да, добро е што и операта почна во последно време да прави исто детски представи, да може, нели, и таа уметност, пак танцот е некако поблизок до децата, операта е сепак нешто што е
подруго, што да кажам подоцна се восприема, па да прави детски представи за да може да ги презентира. Ние лани имавме мали мајски оперски вечери, кај што целиот репертоар, мислам, тие викенди правевме детски викенди каде што можеше најмладата публика да ги гледа и годинава исто ќе на мајски оперски вечери ќе биде една нов пролетна приказна на композиторот Стојан Стојков, исто направена за најмладите. Сонја, вас ќе ве прашам во продолжение, каков е вашиот впечаток за интересот на публиката за независната сцена? Дали исто тука е, претпоставам дека исто е присуден маркетингот, меѓутоа колку е застапен? Се рекламира ли доволно? Присутна ли е доволно? Дали е доволно блиско до публиката? Дали се нудат ли доволно проекти, од друга страна? Во однос на проектите имаме два фестивала кои се навистина веќе етаблирани, кои веќе имаат своја публика. Апсолутно двата центри действуваат на различен начин. Едниот се промовира и се рекламира, дури би рекла и жестоко, многу интензивно, другиот повеќе се подпира на оние нови медиуми за рекламирање и промовирање на својата програма. Секако ни се потребни таков вид представи. Децата одат на детски представи, ова Оле што го спомна, се подготвуваат и они се веќе спремни да одат понатаму. Јас мислам, јазот настанува во тинејџерските години, кога едноставно они прекинуваат да одат во театар на танцови представи. Сега вие од еден тинејџер не можете да очекувате дека ќе дојде на Аида и дека ќе ја отслуша со внимание од почеток до крај. Тоа е во најдобар случај или на некоја сериозна представа кај што е Ромео и Јулија, музиката на Прокофиев е специфична, многу е убава, ама треба подготовка да имате за тоа. Напропо, ќе се надополнам подоцна за тоа. Така да, мислам дека овој период треба да биде пополнет со представи кои им се нив блиски, кои може би покриваат теми кои се блиски до оваа популација, може според музички жанрови ќе им бидат поблиски, за подоцна да они стекнат некаква навика и потреба, всушност, да продолжат да одат во театрите и да се надоврзат на оној класичен репертоар. Мислам, во тие години вие не можете да очекувате дека ќе следат класичен репертоар, на ние што го подразбираме. Така да треба да се, знаете како треба да се образува публиката. Ние живееме во едно време кога сме бомбардирани од вредности кои се дискутабилни. Мислам, од сите страни таа масовна и популарна култура која е врзана од друга страна со профитот толку жестоко се нуди на секој чекор, да уметноста некако дефанзивно делува. Едноставно не може да го следи чекорот. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не треба да наоѓаме методи за да се приближиме до младата популација. Конечно, еве, за поздравување во изборните предмети на средните училишта има предмет танци. Така да тоа е начин на некој да се активира тој интерес кон овој тип на изведби сценски, да не се врзуваме секогаш со она што прво може ни е најдостапно, меѓутоа е со некаков дискутабилен квалитет. Така. Би се надополнила со Сонја, апропо Ромео и Јулија, јас имав можност сега во изминативе денови, да кажем, пред 10 дена отприлике, бев на конференција за балет. Бевме собрани сите уметнички директори на балет од екс-Југославија и имавме конференција за мрежно покривање и за бенефицираниот стаж, нели што е, да кажам, во регионов еден комплетен проблем. Меѓутоа, имав можност да отидам до Марибор и да ја гледам Ромео и Јулија во 11 саат, бидејќи сакав да се запознам со кореографката Валентина Турку, која што ми е интересна, да кажам, и да ја поканам, например, да работи кај нас.
Таа ми вика, ние 5 дена поред, значи секој ден играат Роме и Јулија на Прокофиев во една малку посовремена верзија тоа. Ние што сме во 11 сат. Јас викам, па добро, кој доаѓа тоа да го гледа во 11 сат? Значи салонот беше огромен. Театарот во Марибор е со 900 седишта. Мислам, еве поголема сцена од нашата, да кажам. Значи беше преполна со деца. Тие не беа деца мали, или како за детски пристави, него можеби баш беа во тие тинејџерски години. Јас бев толку пријатно изненадана. Прво бев шокирана, нели? Леле, викам, што ќе прават деца, мислам, тоа е толку една тешка представа за изведување и една специфична музика на Прокофиев. Викам, како децава ќе го догледаат ова и како ќе реагираат? Значи, толку едуцирана публика, толку, значи, прекрасно, со накрај со еден прекрасен аплауз, со се, значи, играчите беа испочитувани до максимум. Значи, тоа е исто еден момент кај што можеме ние треба да размислуваме дека представи од таков тип треба да даваме баш за тој период на Меѓутоа треба да се подготват тие. Да. Не да се Можеби донесат нема на представа. Не треба да се почне со Роме и Јулија, ама 5 дена поред од 11 часот тие даваат за деца представа, мислам. Јас бев воодушевена, искрено ви кажам. Навистина за Прво зачудена, после воодушевена, мислам, и стварно прекрасна публика. Прекрасна публика. Ќе има надежда дека и ние ќе дојдеме до тоа, нели? А треба да работиме на тоа, мислам, така. ништо не се случува преку ноќ, знаете како. Ние се ова, ние 70 години постои овој балет, значи некогаш некој го поставил, почнал да го гради и ние мора да го негуваме. Тоа е, како да ви кажам, тоа треба навистина треба да прерасне во традиција. Значи ние на Русија, ние на Франција и било кој, мислам, не почнале така, не им се случува од никаде. Мислам, треба да се негува оваа традиција и треба да се почитува меѓу себе си затоа што сме многу малку. Навистина сме многу малку што го познаваме танцот, што го сакаме танцот и што треба да ја продолжиме традицијата по која што некој, мислам, ни ја оставил. Тоа е навистина едно наследство што исто како што го имаме културно наследство од не знам кој тип, например манастири, цркви или било кај музеи, ние исто треба да го негуваме танцот и тоа што го имаме. За да ни трае. Ќе направиме овде втората пауза, ќе ја направиме, ќе се вратиме повторно во студиото за само некоја минута. Останете со нас. Што кажав и претходно, Светскиот ден на танцот е поводот зошто веќе 40 на минути зборуваме за тоа како е прифатен кај нас танцот, ги прочитавме пораките, зборувавме за публиката, зборувавме за стратегијата како да се донесе публиката во театрите, конкретно за танцот и меѓутоа и за останатите изведувачки уметности. Во продолжение би сакала да позборуваме за образованието. Зборувавме за едуцирање на публика, меѓутоа да позборуваме сега за едуцирање на кадри. Она што го посочивте на ваше голема задоволство и на сите љубители нели на уметноста е тоа дека се отвори балетска катедра. Како стоиме од прилика? Каква е овде сликата? Имаме ли доволно образовни институции, имаме ли доволно кадар кој што ќе образува понатаму нов кадар? Јас мислам дека ситуацијата е позитивна во секој случај. Ќе почнам од балетското училиште. Значи интересот за балетско училиште рапидно се зголемува од година во година. Имаме се повеќе пријавени кандидати од кои може да правиме селекција. Од друга страна, јас ке зборувам во своје лично име, бидејќи, мислам, стојам зад мојата работа и зад одредени мои ученици. Квалитетот кој се продуцира таму, например, е конкурентен во однос на американските светски центри. Морам да го споменам Марко Мисов, кој изведува први улоги во Соединетите Американски држави. Значи, тоа говори за една конкурентност на кадрите. Така. Да не споменувам други ученици кои исто така играат во Соединетите Американски држави, во Германија и така натаму. Значи, во однос на квалитетот секогаш може да се направи повеќе, меѓутоа, состојбата во моментот е добра, би рекла. Излегувањето на меѓународна сцена. Меѓународните надпреварувања ни донесоа само во изминатите 3 години една златна и 2 сребрени награди, што, мислам, говори за тоа каде сме. Во однос на европскиве центри.
Од друга страна, Балетската академија апсолутно ни беше потребна, бидејќи кадарот кој ќе продуцира понатаму друг кадар треба да биде едуциран, елоквентен, подготвен, да ги следи сите иновации во однос на танцовата уметност. Мислам, ова не е статична материја која ние еднаш сме ја изучиле и тука застанува. Туку постојано се надоградува и ние мора да ги следиме и тие текови. Интерес апсолутно има. Тоа не значи дека овие кадри мора по дефолт да влезат во Македонската опера и балет и во балетското училиште. Не, треба да го покријат и неформалното образование. Оние студија безброј кои се отвараат, каде што треба да работи едуциран педагог. Се работи за деца, за детско тело, за да не настанат повреди. Мора професионално да се прииде и кон, иако ова се аматерски, мислам, форми на практикување на танц, меѓутоа мора и тоа да биде високо професионално извршено. Од друга страна, морам да ја споменам и онаа теориска страна. Значи, ние се повеќе се трудиме да бидеме присутни на светската сцена во однос на излагања, текстови и така натаму. И сега, апропо сето ова, морам да споменам дека во танцот спаѓа и традиционалниот танц. Така, тоа некако не го споменавме. А ние имаме исклучително интересен фолклор. И само како илустрација би споменала... И добри практикувачи фолклор. Апсолутно. Би споменала една конференција која се одржа во Њујорк во јуни минатата година, на која јас имав излагање на панел сесијата со која се отвори конференцијата за тешкото како идентитетска матрица на македонците. Значи, таков интерес побуди предавањето. Беше на Њујорк универзитетот, кај што Ричард Шекнер ја отворил таа катедра за изведувачки уметности. Значи, он е прв кој почнал да се занимава со проучување на оваа сфера. Кога го видоа тешкото, мислам, имаше бомбардирање од прашања. Многу беа позитивни. Мислам, јас и на една друга конференција во Корчула исто така покажував инсерти и зборував за тешкото. Се случи една американка да почне да плаче. Мислам, неверојатно отворени, топли реакции по повод тоа што го... Мислам, прво што ќе се види, а второ целата приказ на целата анализа на тешкото како еден идентитетски маркер. Од друга страна, тешкото ние го имаме во балетска форма. Олга Милосавлева во македонска повест го постави тоа парче, со една родова конверзија, каде што машките исполнители беа заменети со жени. Со жени на шпиц патике, тоа беше стилизирано и навистина беше многу интересно и убаво, да. Така да танцот не е, мислам, само овие сценски форми, него мора да го споменеме и фолклорот кој Апсолутно, фолклорот е голем опус, особено што стварно го бележи нашиот народ, а тешкото е стварно обележје на македонската историја и тоа да кажам што се случува низ векови, па и до ден денес. Така. Да позборуваме кога сме веќе и за образованието. Факт е дека многу наши надежни идни уметници одлучуваат да се образуваат во странство и при тоа остануваат или се едуцираат овде, па потоа заминуваат. Зборуваме за нешто што би требало да не загрижува за одлив на кадри или не е лоша сликата? Мобилноста е премиса на современото живење. Ние не смееме да ги затвориме нашите... Значи, секој си бара простор во кој ќе се афирмира најдобро. Тоа не значи дека некој од страна не треба да дојде овде. Значи, имаме една флуктуација на кадри, дека имаме улеко што сакам да ви кажам. Значи, во моментов, во македонскиот балет, ние имаме 9 странци. Кои што се... Имаме, значи, 2 жени и колку доаѓа и 7 мажи. Така да... Тоа што Сонја го вика, мора да има флуктуација на кадар. Ние исто не можеме децата да ги држиме. Ние имаме една прекрасна, надежна балерина Стефанија Гештарска, која што доби стипендија да учи во школата на Белчој театар.
ти не можеш да го стопираш тоа дете. Секако, значи треба да ја отворен патот, меѓутоа таа коренот е од тука, таа излега од тука. Ние имаме исто така Ирена Ветирова, која што беше прва балерина во Висбаден во Германија, која што навистина беше светска балерина. Добро, таа не игра повеќе, меѓутоа сакам да ви кажам, таа го заврши нашето училиште и многу од нас. Сонја е едуцирана во Русија, јас сум едуцирана во Бугарија. Мислам, ние сме имале потреба да се едуцираме повеќе и да го направиме тоа. Затоа излегла потребата да се отвори катедра за балетска педагогија и така натаму. Многу е добро што повеќе да се едуцираат кадрите, а не да ги затвараме и да мислиме дека некој највеќе знае од нас. Не, напротив. Треба да ги пуштиме да се едуцираат и да видат. Значи, како е надвор, како е кај нас, можеби треба да се направи една паралела и таму кај што грешиме, да се поправиме за да бидеме подобри, за да бидеме во некои светски трендови, европски трендови. Конечно, овие уметници кои настапуваат надвор ја представуваат Македонија. Да. Мислам, стално стои играч од Македонија. Тоа е исто така промоција на културата која бесплатно ја добиваме на некој начин. Така да, убаво е тие уметници да се поканат тука и да видиме докаде и што направиле. Меѓутоа, мислам дека е одлично за нас да не промовираат надвор од границите. Да, исто така да надополнам дека до година оваа конференција фактички што ротира низ бившиве земји на Федерацијава на Југославија, ќе биде во Скопје точно по повод 70 години од постоење на македонскиот балет и дека ќе има гала концерт кој што ќе бидат застапени сите да кажам прваци, солисти од тие бивши републики и ние точно можеме да видиме до кај сме, јас да ви кажам се котираме доста високо. Исто така и дорбивме во Федерацијата. Нашето школа беше исто на едно многу високо завидно ниво. Ние имаме доста награди, тогаш имаше фестивал кој што биенално се правеше во Нови Сад, на кој што нашето школа завршуваше со најмногу награди. Така да, навистина можеме да си оддадеме едно признание за негување на оваа уметност и за правилен пристап кон истата. И за надоградување, мислам. Апсолутно. Знаете, никогаш не треба да заборавиме што направиле нашите претходници, бидејќи ништо не почнува со нас и ништо не завршува тука. Меѓутоа, треба да се трудиме да отидеме чекор пред нив, бидејќи времето носи новини, времето носи иновации и ние треба по секоја цена да се трудиме да ги следиме. Затоа и овие надпревари светски се одлични, за да видиме кај сме, докаде сме, каде ни се слабите страни, а каде сме можеби подобри во нешто. Така да покрај Гаштарска јас би ги споминала тука и Виолета Карајанова и Мартина Димовска кои на овие надпревари исто така носат награди и мислам и достојно го прикажуваат училиштето во моментот. Имаме уште 5 минути, така што ова ви го напоменувам бидејќи знам дека брзате одите на проба, секако програмата на телевизија Нова има понатаму многу содржини по ова отворено студио, така што имам уште 2 прашања кои што сметам дека е навистина важно да ги опфатиме. Од сите тие што ќе ни останат неодговорени, сметам дека овие 2 се особено важни. Да ја споменаме комбинацијата на танц, драма, мюзиклот со кој што МОП ја воодушеви навистина публиката. Колку таа комбинација на неколку уметности и колку барањето на некои нови изрази е всушност мюзиклот е многу интересна форма, сложена форма. Јас бидејќи јас конкретно сум сработила сигурно едно 3-4 мюзикли, почнувајќи од Животот е кабаре, Свирач на покрива од Чикаго и сега Тајно моја, мислам како кореограф. Тоа е една многу интересна форма, една форма која што е потреба за нашата публика. Значи, мюзиклите секогаш биле преполни. Точно затоа што е симбиоза, синергија на повеќе медиуми внатре. Значи, има танц, има глума, има пеење, има свирење и така натаму. Секако добива она што го сака, нели? Така е. Значи, како форма е многу интересна за публиката и публиката ужива затоа што релаксира, да речам. И засмејува, и растажува, и мюзиклите се обично така правени. И јас се надевам дека ќе продолжиме, мислам, во тој тренд да правиме мюзикли, затоа што се потреба на денешницата и на публиката. Публиката сака да ги гледа.
Се покажа како вистински погодок, нели? Се покажа, точка, се покажа. Така, второто прашање кое што го најавив за крајот е списанието за изведувачки уметности кој што навистина не треба да го изоставиме, Арс Академика, вам ќе ви ја дозволам честа нели да ги оние кои што не се запознаени да ги запознаете подетално. На моje огромно задоволство, заедно со колешката Ана Стојановска од Факултетот за драмски уметности, пред 3 години пионерски ја промовиравме идејата пред раководните кадри на двата факултета за издавање на списание со теми од изведувачките уметности. Бевме поддржани, 3 броја беа поддржани од Министерството за култура, финансиски. Сега од печат излезе 4-тиот број, на моја огромно задоволство и среќа. Овој број е врзан со конференцијата која се одржа во рамки на Скомрахи за прашањата во врска со перформативноста. Сите аспекти на перформативноста, прашањата кои ги носи современиот перформанс, медиумите, филозофијата на изведувачот и изведувањето. И овие текстови вклучително со професорите од странските академии кои учествуваа, се отпечатени во новиот број. Има различни погледи од аспект на музикологија, театрологија, танцова теорија, така да, еве, паралелно со практичната работа, успеваме некако и теоретски тоа да го фундираме. Мене ми останува уште да ви се заблагодарам во интерес на времето, нели, да ви се заблагодарам. Јас само сакам да надополнам нешто дека слободно. денеска на 29 април правиме еден символичен, да кажам, го одбележуваме овој танц во Македонската опера и балет на малата сцена, каде што ќе се прочитаат пораките секако, светската и нашата порака, и каде што балетското школо, балетското училиште, државното балетско училиште ќе си земе учество од еден краток концерт кој што ќе биде од 18 часот. И само како дополнување, мора да го споменеме Македонскиот ИТ центар, кој всушност е главниот виновник за пишувањето на македонската порака и за пренесувањето на светската порака. Тука е Иванка Апостолова, која апсолутно се ангажира околу сите овие аспекти, така да и ние сме дел од оваа мрежна покриеност во однос на пораките, дистрибуција и пишување на национална порака. Ви благодарам за времето кое што го издвоивте, за да дојдете да се дружите со мене овде во студиото на телевизија Нова, токму на празникот на танцот. Ќе ви посакам многу успеси и секако дајте ни уште поводи за повторно, нели, да се дружиме во ова студио. Така. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вас ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте и ова отворено студио на телевизија Нова. Секако не го менувајте каналот.